Председателот Иванов знае како. Со државниците државнички, со народот народски. Тој никогаш не заборавил кој му го дал мандатот. Тој никогаш не се затворил во своите канцеларии, туку секогаш бил присутен таму кај што треба, и во странство, и во Република Македонија. Председателот Иванов сретнал многу повеќе граѓани и помогнал на многу повеќе луѓе од било кој негов претходник, затоа што сакал тоа да го направи и не го штедел сопственото време. Бил и во официјална посета на Берлин, но не заборавил да ја посети општина Могила, да праша како се, што им треба и што може да помогне. Бил во многу официјални посети на Брисел, но не заборавил да биде во посета на Новаци, да ги праша како се граѓаните и да праша што може да помогне. Председателот Иванов бил и во Виена, бил и во Обединетите нации, бил во многу други светски метрополи, но не заборавил да појде ниту во Демирхисар, ниту во Крушево, ниту во Смилево, ниту во Бистрица, ниту во Долно Оризари. Секаде бил, ги поздравил, ги пофалил и се понудил за секаква помош. Тоа е човек кој што го оправда својот мандат и тоа е најголемиот капитал за следниот мандат. И во август 2011 година, вие добро знаете, кога имавме временски неприлики и поголеми пожари го зафатија Бизолскиот регион. Токму председателот Иванов беше првиот што нареди на АРМ да ги употреби сите средства за да се угаси пожарот и следниот ден прв со градоначалникот Талевски ги посети местата и селата кои што беа загрозени од пожарот, за да праша дали луѓето се добри, дали се здрави и живи и што може тој како председател да им помогне. Тоа е човекот кој го знае и го почитува својот народ и затоа нашиот народ го знае, го сака и го почитува својот председател. Тоа е најголемиот капитал за еден човек да биде председател на својот народ и на својата држава во исто време. Од другата страна, почитувани битолчани, имаме канцелариски кандидат за председател. Имаме човек кој што сака многу да зборува, сака многу да кажува, но нема дела со кој што може да се прикаже. Од другата страна имаме кандидат чиј што политички ментор е Бранко Црвенковски и на кого тој му е политички должник. Од другата страна имаме против кандидат кого ниту сте го поздравиле во Могила, ниту тој ќе ве поздрави во Новаци. Од другата страна имаме против кандидат кој што ако се запрашате што направил за Демирхисар, што направил за Битола, што направил за Логоварди, што направил за Бистрица, што направил за Пелагонија, ќе добиете еден краток одговор. Никому и ништо. Затоа, ние имаме човек со кој што можеме да се гордееме и кој што во своите излагања најдобро ќе ги наброи конкретните дела кои што ги има направено за Република Македонија. Стево Пендаровски во својата советничка кариера има помогнато само на неколкумина. Првиот на кој што му има помогнато Стево Пендаровски не е битолчанец, не е могилчанец. Првиот на кого што тој му има помогнато е Бранко Црвенковски. Со тоа што го верификува фалсификатот на председателските избори во 2004 година. Тоа беше помошта што ја направи Пендаровски за својот политички ментор Црвенковски. Другите луѓе на кои што Стево Пендаровски им има помогнато во својата политичка кариера и во својата советничка кариера се господата Ахмети и Радмила Шеќеринска. Кога тој како председател на Државната изборна комисија им помогна великодушно да ја продолжат својата кампања и да ги окупираат медиумите со својата кампања и да вршат притисок на народот со својата кампања, дека некои прашања не заслужувале одговор. Дека прашањето дали Кичево ќе биде своја општина или ќе биде општина како во друга држава не заслужувало одговор. Дека прашањето како ќе се чувствуваат Стружани денеска или како се чувствувале пред 10 години не заслужувало одговор.
дека прашањето дали кон Скопје ќе се приклучат и Сарај, и Кондово и други општини не заслужувало одговор. Тоа е Стево Пендаровски, човекот кој што во позадина ги спроведуваше сите политички действија на неговиот политички ментор Бранко Црвенковски, за да може тој да ги порамни сметките на тие на кои што им беше должен за да стане председател на фалсификувани избори. Почитувани граѓани, почитувани битолчани, Македонија е во сигурни раце. Председателот Иванов и премиерот Груевски покажаа дека знаат да соработуваат во интересот на државата и во тешки, и во добри, и во лоши времења. И во економски кризи, и во напредок, и во успони, и во падови. Да привлекуваат странски инвестиции, да внимаваат на образование, да внимаваат на пензии, да внимаваат на социјалната грижа. Тоа значи дека Македонија е во сигурни раце, на сигурен пат. Македонија оди по познат правец, со познат човек. Тој човек се вика Иванов. Тој човек има една девиза: Македонија пред се. И затоа на овие избори, изборот е председателот Иванов, изборот е Република Македонија. Господинот Иванов ги поддржа сите напори на владата за добивање на поволни услови за реализирање на голем број на проекти. Дозволете да го спомнам проектот со автопатите. Не поддржа во напорите да привлечеме што повеќе странски инвестиции. Лично сме присуствувале заедно на голем број на бизнис форуми, сме имале средби со голем број на инвеститори, заедно обидувајќи се да ги убедиме да дојдат во Македонија, да отворат своји фабрики овдека, да се отворат нови работни места. И не е точно дека господинот Иванов не бил критичен кон владата, но се работи за конструктивна критика. Се работи за критика кога во директен диалог, како што доликува на еден државник, во еден нормален диалог, како што доликува на еден човек кој се грижи за застената држава, укажува на тоа што може да се направи подобро, без при тоа да критикува сопствената држава во странство. Туку со еден татковски однос ни укажуваше што е она што смета дека треба да го коригираме. И најчесто беше во право, и најчесто ги правевме тие корекции. Веруете, многу е значајно за целиот народ владата на ВМРО ДПМН да има председател кој ги спроведува проектите што ги спроведуваме. Да немавме таков председател и да немавме таква поддршка во изминатите 5 години, немаше да може да реализираме над 2000 проекти што оваа влада ги има реализирано. Да немавме поддршка од Иванов, немаше да се донесат ни толкав број на странски инвестиции. Немаше ни Дракселмајер да биде во Македонија, ниту Кромберг и Шуберт, немаше да се отварат новите работни места. Немаше да се зголемуваат пензиите, платите, немаше да се зголемуваат социјалните придонеси. Немаше да се спроведат проектите во енергетиката, како што е модернизацијата на рек Битола, кој е еден од најголемите инвестициски зафати на оваа влада. Но за тој да се случи, потребно да имате буџет и политики поддржани од председателот. Таа поддршка ја имавме. Драги пријатели, големината на еден народ се гледа во достоинството, принципите, одговорноста и пожртвуваноста на секој човек за својата држава. Да поддржиме еден таков човек, да поддржиме уште еден мандат за Ѓорѓи Иванов за достоинствена и успешна Македонија. Да го поддржиме човекот на кого Македонија му е пред се. Ѓорѓи Иванов за председател на Република Македонија. Пред 5 години дојдов тука и ви кажав: имам 3 принципи во мојот живот. Така ме учеле, така ме воспитувале. Да бидам чесен, да бидам искрен и да бидам вреден. После 5 години сум повторно тука и да ви кажам дека не сум се променил. Истиот сум тој што беше и пред 5 години. Драги пријатели, во градот на конзулите, отчетот ќе го почнам со надворешно политичката агенда. Остварив преку 450 средби со председатели, премиери, министри. Остварив повеќе од 100 официјални и работни посети на други држави. Бев домаќин на над 40 официјални и работни посети на странски државници на Македонија, сите пријатели на Македонија. Во Битола
за прв пат надвор од Скопје го донесов целокупниот дипломатски кор. Им ги покажавме и широк цокак, и градското јадро, и музејот, и Пелистер. Затоа почесто ве посетуваат. Затоа што ги донесовме да видат што имаме и каква е наша Битола. Како државен врв, работевме заедно и сплотено, работевме како тим. И затоа обезбедивме визна либерализација за нашите граѓани. Ја внесовме Македонија во јужниот тек. Обезбедивме странски инвестиции. Се отворивме кон нови пазари и создававме нови можности за македонската економија. Обезбедивме поволни кредити за да се градат во Македонија автопатишта во најтешките предели кои досега никој не ги пробивал. Тоа е Македонија, која се работи заедно, која се работи сложно, која се работи како тим. Во услови на најтешка криза која го погодила светот од 2008 година, Македонија во такви услови постигнува успеси. Економијата во Македонија расте. А кога расте економијата, се расте во државата. Затоа водев надворешна политика заснована врз принципи, отвореност, диалог и соработка. Најголем дел од времето го посветиме на прашањата за разликата околу името што не беше оставено во наследство. Имам јасен став, за кој знам дека имам поддршка од вас, граѓаните. Не прифатив и нема да прифатам промена на Уставот со цел промена на уставното име. Нема да прифатам идеи или предлози што би го загрозиле македонскиот национален идентитет, посебноста на македонската нација и македонскиот јазик, но и македонскиот модел на соживот. Македонските граѓани се тие што одлучуваат. Македонија е добар сосед. Битола е најдобриот пример за тоа. Понекогаш меѓу соседите се појавуваат разлики, кои се надминуваат единствено преку диалог и почитување. Моето барање е до сите разликите да не представуваат пречка за соработка, затоа што вие граѓаните имате потреба од соработка. Меѓусебното разбирање ќе ни помогне побрзо да ги надминуваме сите предизвици со кои се соочуваме. Дами и господа, знаеме каде одиме, знаеме што сакаме. Ве повикувам сите вас, сите граѓани, стопанственици, представници на цивилното општество, на културата, науката, спортот, со заедничка енергија побргу да ги оствариме програмските цели што го обединуваат целото македонско општество. Европа во Македонија и Македонија во Европа. Држава и економија кои создаваат нови работни места. Македонија дом во кој се гради благосостојбата за сите. Знаеме како да го направиме тоа. Лесно ние не даваме збор, но она што го кажуваме, тоа и го исполнуваме. Пак ќе се видиме со чист образ и повторно ќе ве погледнеме во очи. Затоа што за нас изборот е Македонија, затоа што за нас државата е пред се, Македонија е пред се. Да живее Битола, да живее Република Македонија. Државата пред се. Заокружи број 1 и гласај за Ѓорѓе Иванов за председател.